don't stop, kids don't stop. Watch your clock, but this don't stop, cause the beat don't stop. It don't stop. We don't stop. Добре дојавте во Пандамониум радио шоу број 20. Јас сум Мајри Скреч, вашиот домакин од едната страна на Тафталиџа. Преку Zoom од Карпаш 3 ни се јавува Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. 20 шоу, 20 недели. Едно по друго, многу ме радува. Искрено за мене монументален датум, онака и монументален момент за Пандамониум радио шоу. Дарко, како се чувствуваме вечер? Се осеќам добро. Мислам дека ми пројде короната, бар така се осеќам. Конечно се осеќам последниот ден-два, онака и со енергија и малце попри свест. Моите дома ги лечиме. Се надевам дека и они ќе бидат добри за неколку дена, така да иде работата на боле и едва чекам да заврши, ти кажам право. Пројде март, пролетта дојде, заварна снег, што се не се случи, онака цел март ми е у магла, али идеме дале. Како се осеќаш ти? Одлично, брат. 20 недела, кој што реков, Пандамониум радио шоу. Последниве 5 дена, онака 6 сум на ненормален Кендрик Ламар бинч. Го пишував текстот, подрочно есејот, онака трите дела. И искрен ќе бидам и сега и, например, као пробав нешто последниот ден да преслушам се онака и да видам што има, што нема недалава, но премногу музика има и знам дека ти во поголемиот дел се имаш спремето, така што ќе слушнеме вечер многу добра музичка селекција од твоја страна. Дефинитивно викендов излега многу добри ствари, многу добра нова музика и албуми и синглови. Него мене истото тоа ми се случи кога се спремавме за My Beautiful Dark Twisted Fantasy. И кога се спремавме за Мек Милер, тие недели само тоа слушав и после не можев да се вратам, и беше тешко да се вратам во нормала кога бев на бинч и на Мек Милер и на Кање. И знам како се осеќаш и некои текстовите ти беа фајер. Еден многу долг есеј го поделивме на 3 дела. Мислам дека имаш одлични реакции кај луѓе и мислам дека многу луѓе, вклучувајќи ми мене пред се, ќе се вратат да ги чујат албумите и да од малце поинаква перспектива да видат Кендрик уствари што направил и колку леери има таму, колку нивоа има на самите проекти и сите тие комбинации со повторување на некои ствари, поврзување на првиот со вториот со третиот и првиот со третиот проект. Ни даде многу добар инсайт и мислам дека следното слушање на проектите ќе го слушаме со сосема поинаква перспектива. Дали си ти задоволен како излегува текстовите? Се надевам. Мислам дека и работите за кои што ги пишувам и, например, и Френк Оушен текстот и сега Кендрик Ламар, се надевам дека ќе следуваат многу такви повеќе. Единствената причина ми е тоа за луѓе да се навратат и да слушнат нешто, да ја согледаат перспективата, не дека е таа лична моја, едноставно тие се детали кои што се кријат во самиот албум, само едноставно треба да навлезеш подлабоко и да го слушаш, така што се додека тие текстови ќе натераат луѓе да се навратат на некој албум и да го преслушаат со други уши. I'm all for it. За мене тоа ми е одлична реакција. Не можам ништо да посакувам повеќе од тоа. Мислам дека тоа беше многу добар под наводници камбек со враќање на пишување текстови. Паузиравме еден период, јас ја спремав дипломската која накнадно ќе ја објавиме делумно и на Пандамониум. Имавме некои други ствари зимава, не бевме баш во форма за пишување, плюс гледавме да одржиме форма со радио емисијата, така да мислам дека со овие 3 текста за Кендрик направивме многу добар камбек со пишување и веќе спремам некои ствари за оваа недела и за следната. Така да се враќаме и од тој аспект. Ајде да се посветиме малце на Пандамониум радио шоу број 20. Како што кажа Трајче, имаме нова музика, претежно од викендов, во поголем дел е селекцијата моја, но се разбира музиката што ја селектираме секогаш заеднички со Approval. Слушнавме 3 песни. Првата беше Tiana Major 9 во соработка со Sir Same Space, The Remix. За Tiana Major 9 зборевме на ретроспективата број 3. И јас ја открив неа сосема погрешкана на Spotify плейлист, има многу уникатен звук, комбинација на реге, R&B, boom bap, еден звук кој гледам дека лека по лека се враќа некако така low key, еден звук кој го коментиравме со Марина, Плутос, добро. Се збунив, ќе кажам после кој се враќа тој звук, а потоа слушнавме 2 траки од Саба, еден артист кој го коментиравме неколку пати на Пандамониум, сме го шернали и на стори,
еден уникатен инди артист кој онака си има некој свој wave и не вади многу често музика, но тоа што го вади сосема квалитетно. Така че што ќе ни кажеш за Саба и овие два сингла кои што ги извади? Среќен сум пред се дека почна да вади музика и сега кој што гледаме веќе значи во неколку наврати, односно во два, ова и претходниот, вади песни во Tupex, односно вади заеднички паралелно вади две песни. Овој претходниот беше So and So и Are You Down Part 2. Првиот сега новиот Ziploc и Wish Don't Stop, две феноменални песни. Ziploc е многу певлива, многу интересна, многу длабока песна. Во првиот дел збори за неговото детство и сега во вториот дел збори онака за каде е сега моментално во неговиот живот. Самиот рефрен е спојката на тие два дела и Wish Don't Stop исто така многу добра heartfelt трака и не е нешто што не би го очекувал од Саба. Го има тоа, го има талентот, има музиката и едноставно не разочарува никогаш. Многу интересен концепт, тоа го коментиравме со Марса баш еднаш и Central C го направи тоа така вадење на Tupac или во случајот на Drake 3-pack на Spotify многу интересно бидејќи една песна дефинитивно не е доволна. Кога ги ставиш двете песни една до друга, ти дава малце подлого искуство, поинтересно искуство, дури ако има и поврзаност меѓу нив, тие проширува приказната уште поише, ако може така да се каже. Така да мене искрено ми се допаѓа тој стил. Се слагам. Мислам дека во вакво време битно е да се задржи внимание на слушателот, така да искрено не верувам дека една песна доколку нема некој монументален да онака момент каде например не знам ко God's Plan да одржи внимание предолго време. Точно. Така што да, во иднина очекувам од артисти доколку вадат синглови да ги спојат со 2-3 луси со онака или да направат 2-pack, 3-pack, каде што ќе може да слушнеме повеќе работи наеднаш. Дефинитивно. Ја планирав вечерва да почне да пуштаме музика, но некако се разборевме. Така да можеби ќе го смениме малци концептот на емисијата. Должам инаку бендот се вика Taste of Pluto. Има една многу добра песна Scorpius Leather, исто така Патра, нов сингл Navy од членката на Taste of Pluto. Тој е еден саунд таков R&B, boom bap, реге, за кој ќе направам посебна плейлиста и посебен микс. Слушавме Тиана Major 9 и Саба, се префрламе малце на нешто по-летно, така по-позитивно, малце денсхолиш и афробит, неколку траки ќе слушнеме. Ќе почнеме со Cranium, траката Won't Judge, која ставивме на претходната недела на топ 10 листата, па потоа одиме со новиот сингл на продуцентот J5, еден од најдобрите продуценти од Англија, на кој му гостуваат Skepta, еден од најдобрите рапери од Англија, и Рема, еден млад нигериски артист кој во 2020 година направи многу силен wave. Идеме со тие две траки, па се враќаме малце да збориме за Skepta и за неговата најава дека ќе се пензионира. Добре дојавте сите уште еднаш на Mixlr, Pandemonium Radio Show број 20. Пишете ни од чет да комуницираме и уживајте во траката Won't Judge од Cranium. Skepta и Рема на продукција на J5. Трака ми е премногу смут, и ако времето не беше баш погодно за неа викендов лите по слушање, мислам дека многу добро се надоврза со Won't Judge, таков chill afrobeat / dancehall. Инаку J5 како продуцент можеби ви е познат од мене првпат ми беше познат, го запознав преку J Hus и неговите многу интересни уникатни битови, или афробит или бумбап / афробит ритам, и често има и дувачки инструменти во африкански стил. Трече се слушаме? Јоп, тука сме. Инаку кој да го слушам Skepta на афробит, трака ме потсеќа на Energy, неговата соработка со Wizkid, или ме потсеќа на соработката со Drake, односно ремиксот на Оджу Легба. Многу добро ми лежи Skepta на афробит, мислам дека дури можеби подобро него на грайм битови. Како се осеќаш ти за ова трече? Исто, ја морам да признам дека Skepta ми е онака омилен која е на афробитови. Факт, и Оджу Легба е на песна која што многу луѓе не ја знаат, но мислам дека и едно од првите, ако не се лажам, и колаборации помеѓу нив онака официјални, као еве да се навратам, Won't Judge, Cranium, одличен вајб.
ја немав слушнато, имам слушнато за Cranium, но немам никад слушано, знаеш дека тоа не е мој wave. И Dimensions е одличен вајб, брат. Не знам како да го опишам тоа, ама Skepta е овде too smooth, и тоа што го збори онака heartfelt, позитивна порака, многу е добро. И стварно се надевам дека нема да се пензионира. Дефинитивно, дента кога излезе траката во петокот, постираше неколку сториња. Прво кажа дека песната и видеото за оваа трака се снимени лани во Гана. После тоа кажа дека има уште една песна со Bando and Else, исто така снимена во 2020 и после тоа вика After we drop that, I'm out. Тоа е некој хинт онака дека ќе се пензионира, што го фати светот неспремен на некој начин и може да кажеме мене дека ме фати неспремен, баш дента претходно најави некои нови патики колаборација со Air Max. И многу ме зачуди бидејќи ја осеќам дека Skepta има уште многу да иде нагоре во кариерата него. Не осеќам дека ги има стигнато својот зенит и ако е тоа што е, баш осеќам дека луѓето двај чекаат да слушаат нешто повеќе од него. Некако имам филинг дека не вади многу често, секогаш кога извади трака, вниманието е целосно свртено кон него. И не ми се верува ова да е точно. Не знам како се осеќа во моментов, али како прво не ми се верува, како второ не би сакал да поверува. Па, искрено, знаеш како, стварно мислам дека колку поише расте онака јонко артист и старее, мислам дека и поише јонке сам ќе се носи кон тие води, кон афробит, кон неговите руца на Nigerian music, и не гледам причина зошто да не го прави тоа. Не, ама дали го сваќаш неговото стори како дека се пензионира или дека не привеше со работка или дека прави пауза или дека артист може конечно да се пензионира од музика, брат. Не постои таков пример до сега, мислам дека нема ни да се слушаш со Skepta. На било каков начин ќе се појави, можеби нема да биде толку многу активен, но на крајот на денот ова не го сваќам толку сериозно, бидејќи мислам дека е поише као стейтмент дека тракава е толку добра што би можел да се пензионирам и као да завршам тука, као ова е као high note во мојата кариера, као успеа. Е добро, да, тоа ти е добро. И не го мразам, тоа на легенда со легендарен продуцент е, и нормално е да се осеќа така, брат, така што песнава е предобра и го оправдувам, но не верувам дека ќе направи, дека ќе се пензионира и дека ќе замине некаде. Ја не го размислив тоа така, ако кажеш ти вака има логика да е точно, така да се надевам дека е тоа. Искрено не би сакала да видам уште еден проект од Skepta. Konnichiwa беше онака некој стейтмент проект од него во тоа време пред 4-5 години, но сега со оглед на тоа дека и афробит сцената и британскиот хип-хоп се на уште повисоко ниво од тоа што беа тогаш, бидејќи он заедно со Stormzy беше еден од главните кои допринесоа да стане тоа што е. Мислам дека исто како што многу други легендарни MC-ња дропна 2020-2021 како Gets што го зборевме прошли пат, мислам дека и Skepta си заслужува уште еден проект кога неговиот стил, неговата музика и целиот британски хип-хоп е на врвот. Така да би сакал да видам уште музика од Skepta, не би сакал да поверувам дека се пензионира. Интересно е дека многу артисти од Англија нормално влечат корени од Африка и си го репрезентираат тоа. Еден артист кој постојано збориме на Pandemonium радио неколку пати, Па Сали или P.A. Сали, еден артист кој има потекло од Гамбија и јас и Трајче и брат ми сме многу навлечени на него. Еден многу квалитетен и многу уникатен артист. Го спомнувам него бидејќи он направи ремикс на траката Still Royal, односно траката се вика Still Royal, Popcan и Протоже, од албумот на Протоже кој викендов излезе, доби делукс издание со уште неколку песни, меѓу кои ова. Траката е продуцирана од Todd Lati. За тие што не знаат, Todd Lati е еден квалитетен и реномиран продуцент од Англија кој прави најчесто денсхол, регија и хип-хоп. Така да оваа соработка е многу фаер и мислам дека со неа ќе кренеме малку атмосферата. Дали преслуша нешто од Протоже, дали го зборевме албумот на ретроспективата. Ова делукс издание баш ми се допадна бидејќи добивме само неколку нови песни, спот за траката Righteous кој ќе слушнеме, овој ремикс на Like Royalty кој се вика Still Royal, така да сум задоволен од проектот. Конкретно Deluxe верзијата ја немам слушнато, но го слушав албумот кој искочи, односно Ведран ме закачи на него и го кажав уште тогаш феноменален албум, многу сериозен албум онака. Има време
денес да ја пуштам Still Royal и да ја слушнам онака бидејќи Пасалу е еден од најенергетичните артисти што моментално ги има Британија и мораше да се слушне пошто знаеш дека секогаш ќе си е на мисија и си ја завршува задачата. Немам ништо друго слушнато, сега ќе слушнам и ја за прв пат и ова ќе биде мојата реакција. Така да идеме Still Royal, Popcan, Пасалу, Тадлати. Многу ми е криво дека немам сирената тука, не знаеш колку добро одговара. Ќе слушнете и ќе видите, ќе осетите сирената е направена за ваква музика. Still Royal, Popcan, Пасалу, Тадлати, Протоже. Уживајте. Го слушаме Протоже, еден од моите омилени артисти од Јамајка на сите времиња, а посебно последниве 10 години, откако се појави. Баш му раскажував на брат ми Ведран за Бајден на приказна кога се случуваше првиот и единствениот Big Up фестивал во Скопје на градската плажа во 2011 година. Тоаш Протоже пушта и кога немаше ни извадено првиот албум, имаше само еден микстейп позади себе. Ја пуштав музика од него на The Message Rhythm, имаше на трака која беше доста популарна за мене тогаш. И тој гостина што беше од Германија, кој му беше агент на Протоже, меѓу првите агенти кои го донесоа Протоже во Европа, и се јави на мајка му на Протоже и кажа дека го пуштаат Прото и дури во Македонија. Една приказна која скоро си имав и заборавено, али преска кога зборев со брат ми се потсетив на неа. И мислам дека е многу интересна приказна. Исто така го имам видено Протоже на Summer Jam, го имам видено Протоже на паркинг, али се збореше човекот на телефон и не кев да го замарам. Јавев таму во прес центарот, он беше позади, најверојатно се спремаше за некој интервју, се збореше на телефон, ама не кев да го замарам тогаш. Тоа исто така беше, мислам, нека 2013 година. Тоа се двете мои причи со Протоже. Се надам дека ќе ја уште еднакаш ќе го запознам конечно во живот човекот. Само нека заврши пандемијава, брат. Обавезно, мора да идеме на концерт на Протоже, тоа зборев исто са Беле со брат ми. Прото и Брна Бој се први на чек-листата за концерти. Не дали да се свија овие две траки? Феноменално, брат. Рајчес ја немав слушнато и не знаев што да очекувам, но е тој баш Протоже вајб, не знам, го има тој момент на хип-хоп. Многу ми се свија дека е фузија од многу звуци. А за Still Royal знаеш што мислам, брат. Феноменално, Пасалу феноменален. Искрено не можам да најдам зборови со кои што би можел да го опишам онака. Во еден момент знае да биде препрљав онака, преенергетичен, во друг момент знае да биде многу длабок. Така што за таков млад артист, неговиот vocal range и тоа све што може да направи било каква емоција да може да емулира преку вокал и преку флоу е надворот возможното според мене. Дефинитивно. Само ќе се надокнадам, ќе кажам уште за Тадлати. Мене Тадлати ми е познат многу од времето кога продуцираше UK Garage. И не само еден од поголемите UK Garage DJ-и и продуценти, така што има голема онака стапка во таа култура нивна. Да, легенда in his own right. Идеме со следната песна, нов сингл од IDK, песната се вика Just Like Martin. Искрен ќе бидам, последниве неколку релиса со IDK не ми се нешто многу свија. Ова е окей и потсеќа онака на сите претходни релиси кои што ги има. Ова е повеќе трап бит, поедноставна продукција каде што он рапува, но сваќам од кај доаѓа. Музиката е таква кој што е, но текстовите овде некако се побитни и го зазимаат тој центарпис на целата песна. Самиот наслов го кажува тоа Just Like Martin, овде мисли на Мартин Лутер Кинг и едноставно треба само да се слушне и пораката да се превземе. Јас се слушнав еднаш, навистина ми се допадна. Ајде да слушнеме, идеме со IDK, Just Like Martin, Пандамониум радио шоу број 20. Слушавме Lil TJ, Polo G и Favi Foreign. Ова е трагата Headshot, новиот сингл на Lil TJ, за кој направија доста галама на социјалните мрежи викендов. Трајче ли се свија песно? Искрено,
мислам Polo G ми е секат окей, Lil TJ ми е онака, не дека него не слушам нешто многу, но Фави и Поло и се тоа што имам слушнато од нив двајца е кинење, брат. Посебно Фави ми е онака фейворит од таа сцена и мислам дека ќе остане така за подолг период. Значи Сабајле која слушав тракава, која влага Фави као се менја битот, не знам зашто Фави, дали дека беше сайдкик на Pop Smoke, некако го осеќам као A$AP Ferg што го осеќав. Значи као онака не знам зашто, ама го осеќам као вториот човек онака, ама си има свој стил, дури може да се каже дека повеќе ми се допаѓа од The Main Guy онака, дека стварно е многу добар и до сега нема уткат, се што му извадено нема промаш. Се слагам, ги има тие моменти, онака и као и на траката со Funk Flex. Има многу моменти каде што ми се свиѓа многу као и коусайното од Drake и се тоа што има направено, секој потек му е онака сам за себе и е добар потек. До сега нема направено лош потек, нема лоша трака. Соработува со Чикаго артисти, Polo G, имаше соработки и со многу други, така што мислам дека е all over the place, но се стои на своето и си го работи тоа што треба. И мислам дека ќе во иднина би сакал да слушнам уште еден проект од него. Ама на пример, кој што кажа, од истата споредба, брат, се слагам, тоа ми има многу смисла дека A$AP Ferg и Фави се едно исто, онака, само во две различни серии, во две различни генерации, брат. Плюс да не заборавиме на нивната конекција заедно со нас, што доби и Греми награда, така да. Тоа е тоа. Се сврта кругот. Одлична трака, за мене вистински бенгер, прав шейк бенгер можам да кажам, Trap the Fuck Up бенгер, многу добра комбинација на артисти. Тоа беше тоа, нова генерација на американски трапери и дрил артисти. Се селиме во Англија, се враќаме таму, знаете дека многу сакаме да пуштаме британски хип-хоп. Има еден артист кој извади својот деби проект преходната недела, се вика Central C. Ги имаме веќе пуштено на Pandemonium радио шоу неколку пати, ги имаме постирано и на стори. За мен еден од најкарактеристичните и најуникатните дрил артисти во моментов. Пред се селекцијата на битови има многу интересна. Тематиката е таа, не е премногу генгста, некако може по-relatable да со мене и можеби за тоа ми се допаѓа. Проектот се вика Wild West, го преслушав денеска 2 пати, додека шетав куќе преска. Искрено ми се допаѓа. Избравме 2 песни за денеска, инаку проектот има вкупно 14 траки, од кои веќе неколку се синглови, како траката Pingin и траката Loading. Нив две ги имаме пуштено до сега на Pandemonium, така да одбрав 2 други траки. Првата се вика 6 for 6, втората се вика Sex Money Drugs, инаку 6 for 6 беше синглот со кој излезе заедно со албумот и е прва трака на албумот или микстейп, не знам што е точно. 14 траки, 38 минути, лесен е за слушање, иако ако не слушате ваква музика може да ви биде малце репетитивен. Обработува различни теми, но у принцип нема нешто посебно, онака да се каже, има две љубовни, две така малце по-дип, другото се дрил бенгери, претпоставам дека немаш слушнато ништо, така да... Освен тоа што вртеше на Pandemonium, еднаш па не се лажам, една песна ја пуштаа. Но неколку луѓе ни го пратија овој микстейп во DMs и многу ме изненади дека артист кој што јас немам слушнато за него, луѓе го форсираат онака и ни велате и слушнете, се уште немам преслушано, но еве сега ова ќе ми биде и мојата интродукција за Central C. Кога слушнеме Central C, некој интересно е дека индепендент артист и сам кажува дека одбил одредена сума на пари за да остане индепендент и се нада дека тоа ќе го издржи. Некој многу ми се свиѓаат неговите вижуалс, многу ми се свиѓа целата портокалова естетика што ја тераат за овој проект. Спотовите се многу интересни, битовите се многу интересни, вреди да се погледне и на YouTube, така да идеме со Central C, 6 for 6 и Sex Money Drugs од неговиот проект Wild West, малце UK Drill на Pandemonium радио шоу. The life that I live 3D, the shit that you see on TV. I say that I live my movie, I might make a DVD. The shit that we see daily, you see it on BBC. Vexed that I sold you a dream, but baby you shouldn't have bought it. Тоа е тоа краток sneak peek на проектот Wild West од Central C. За оние кои можеби не слушаат ваква музика, можеби би им било монотонно или досадно. Мислам дека ќе извадам неколку синглови, ќе ги ставам во сарато да ги имам за пуштање, бидејќи стварно ми се допаѓа и ќе ви кажам уште еднаш, ако ви фати бар малце уво, отидете на YouTube, погледнете ги видеата,
и целиот пакет и мислам дека ќе ви се допадне уште повеќе, Трајче. Искрено not my cup of tea, ама сваќам зашо луѓе би го слушале ова. Искрено, знаеш како и тоа го имам кажано, дека на пример мене повеќе ми се свиѓа тој америчкиот дрил, ко Фави, ко Pop Smoke неголи. Ретки се артистите од Британија кои што ми задржуваат внимание, се дрил артисти, така што тоа се уште останува, не знам, можеби не му давам доста добра шанса за да слушнам. Ама се надам дека ќе се смени тоа, бидејќи кој што реков, многу луѓе не го прати и рекоа дека е квалитетно, па така да видиме за што станува збор. Точно. Најави што ќе слушнеме следно. Ова е нешто спортивното на тоа, нешто што може да ми задржи премногу внимание. И ова го зборевме пред некое време, го зборевме Бени, го зборевме Хери Фрод и овде се сега од нигде никаде онака да го извадат новиот албум, продолжението The Plug I Met Too. Тоа беше многу интересно дека индиректно ги најавивме и овој проект и проектот на Guap.4000, бидејќи ги пуштивме трагите, зборевме полого за нив. Предходниот понеделник и во петокот дропнаа проекти, што е многу интересно. Да. Кој што реков, The Plug I Met Too е продолжение на првиот албум од 2019. Првиот албум беше малку подолг, ово е пократок, е во соработка со Хери Фрод, овде само Хери Фрод е на продукција. Многу е по-концизен, многу е по-дефиниран во структурата. The Plug I Met кецот беше повеќе по микстейп, нешто навидум на Тейна Ток сериите кои што ги вади. И многу е битно овде дека Бени овде, за разлика од овој деби албум кој што го извади пред некое време, е на ниво, као усмисла се смета за студио албумова, иако е направено на многу поедноставен начин, во многу побрз период. И ова е албум кој што го има извадено од неговиот сопствен лейбл. Значи он вади паралелно на повеќе лейбли, он не вади овде ова не е на Griselda релиз, туку е Black Soprano Family, BSF, тоа е неговиот генг, тоа е Хем и тие другите кои што се негови пријатели што од детството имаат формирано рап група. Албумот е 9 траки долг, многу интересен, одлични соработки има. Една ќе слушнеме сега, но има соработки Two Chainz, го има Fat Joe, го има French Montana, Jim Jones, го има Chinks, Rest in Peace Chinks, за тие што не знаат, New York легенда, близок соработник на A$AP Rocky и на French Montana. Така што да не должам многу, стварно е многу добра за луѓе што сакаат Griselda, што сакаат boom bap, што сакаат рап. Мислам дека Бени е онака најпримамливото од сите тројца, бидејќи некако е најможе да се свари, но го има сепак тој стрит ток, го има тој плаг ток, го има тој коук ток и не знам, за луѓе што сакаат тек сега да влезат во таква музика, мислам дека Бени да Бучер е првото нешто што треба да го слушате. Кажа ви претходниот пат и мене ми е најдобар од сите тројца на Griselda. Ајде да слушнеме, идеме со Plug Talk, Benny the Butcher featuring Two Chainz. Може. Benny the Butcher, The Plug I Met Too. Ке му влезам на албумов јако дефинитивно. На сите да ви кажам, се до Дарко го почне Benny the Butcher, не знаете тоа колку важи онака. Не можам да ви објаснам една година пред ова, што значеше на Дарко да му пуштиш бумба песна и да реагира вака како што реагира сега. Успеавме. Значи многу работа. Инаку да. Ајде, кажи. Феноменален албум, краток, ама концизен, продукцијата е многу добра. Пишав во коментар, ќе го кажам уште еднаш, Хери Фрод е најдобриот артист и продуцент за 2021, бидејќи кон крајот на 2020 го имаше Keep Going со Larry June, одличен албум, го имаше The Fraud Department со Jim Jones, го пуштавме предходната епизода, и сега The Plug I Met Too со Benny the Butcher. Се надавам дека, сигурен сум дека ќе има некој со Currency, нешто следува и плюс некој фичер онака или некој лус што ќе следува од некој рапер. Не знам како успева толку различни битови, толку sample flips и од каде ја копа цела таа инспирација за такви инструментали. Не ми е јасно, но толку се soulful, толку се мокни на еден начин што стварно е многу еден карактеристичен продуцент кој што е
реток момент да биде во спотлајтот на денешницата. Добро, не би рекол дека е скроз во спотлајт, него си држи некој свој лейн и супер му е таму. Пишевме во коментари, неколку теми мора да начнеме кога сме веќе тука. Као прво, Хари Фрод со Френч Монтана go way back. И според мене, кажав и прошли пат, може ќе повторам некои теми сега што ќе спомнам со прошли пат, али морам да се надоврзам. Хери Фрод со Френч Монтана, Хери Фрод со Бели одговара многу добро, едноставно стиловите им се поврзани, дури кога ќе ми текне на Френч Монтана, прво ми текнува на траките со Хери Фрод. Иначе јас и Трајче сме големи Френч Монтана фанови, уште од пред 10 години. Така да, кој сака може да дебатира со нас за тоа, може да направиме една Clubhouse сесија или Zoom сесија да збориме за Френч Монтана. Не е дека нема многу лейб моменти, онака многу чизи моменти, таков е човекот, али музиката што му е посебно таа пред едно 10 години му е on point и ја Френч Монтана го гледам на две ствари, значи вакви песни, Deep Cuts траки и од неговите проекти, од неговите mixtapes, и мега бенгери каде што гостува или негова трака, но му гостуваат многу артисти. Секогаш да дава својот шмек и е на правото место каде што треба, посебно пред едно 7-8 години кога се појавија сите оние хитови као Pop Dead, па дури повеќе пред 9-10 како Stay Skimming, траката на која Дрейк покажа дека знае многу добро да рапува и има онака легендарни моменти Френч Монтана што му го циментираат местото во хип-хоп културата, посебно тоа што доаѓа од Њујорк и што е респектиран од најголемите имиња од таму, легендите како Джим Джонс на пример. Само ти дава уште еден показател за тоа. Иначе многу интересно дека не знам како се погоди баш викендов да гледам еден спот на Джим Джонс во соработка со Френч Монтана за траката Too Late, снимана на некој мост во Њујорк најверојатно, многу добра трака. Најверојатно претпоставам дека сите овие траки се правени на заеднички сесии, бидејќи тука е Бени the Butcher, Френч Монтана, Джим Джонс, Хари Фрод, претпоставам дека се правени од прилики из период, бидејќи соработките звучат многу природно, како да кажам. Исто, ја морам само да напоменам, согласен со све што кажа, и многу луѓе не знаат за неговото минато во Њујорк сцената. Дека тој бил уште афилирано онака со Джим Джонс и со Дипсет уште во 2004-2005 година, кога тие биле ептен во спотлајтот, и оттаму си неговите врски, така што не е ништо онака некој Dick Riding момент, или си го има заслужено тоа, си ги има заслужено сите страйп што си ги има на рамињата, и мислам дека според мене онака си го заслужува. И кој што кажа, има еден Френч Монтана кој што е на микстейп и онака неговите Mac and Cheese серијали, каде што рапува со Чингс, каде што има Хери Фрод продукции, каде што е се тоа кое што нас не прави Френч Монтана фанови, и на крај ги имаш таа онака мейнстрим Френч Монтана страна која што и не е толку лоша. Има тие лей моменти и чизи моменти, но знае да извади некој онака или фичер или некоја негова песна која што онака трансцендентира. Pop Dead е една од тие. Има и добри и лоши хитови, има некои многу лоши ремикси. Го гледав и во живо на Exit, не му беше нешто спектакуларен настапот, али за вистинските фанови, тие што знаат I'm Worried About Nothing, Pop Dead, Stay Skimming, се легендарни траки. Да не збориме за мега хитовите како Unforgettable. Тоа е тоа, Френч Монтана. Кој сака да има дебата со нас за Френч Монтана во секое време, ја и Трајче сме големи фанови. Мора да се вратам на една точка сега. Тоа што кажа дека ми се допаѓа Boom Bap, некој пред година дена да кажеше дека ја би слушал Benny the Butcher или артистот кој го слушнеме следен Kota the Friend, ние сам не би си поверувал, дефинитивно. Викендов излегоа такви албуми, излезе проектот на Kota the Friend во соработка со продуцентот Static Selecta, еден диџеј и продуцент кој има дојдено во Скопје 2 пати благодарение на Шршац, еднаш таму 2015-16 и еднаш беше 2018 во Епицентар. Еден легендарен продуцент од, да речеме, малце по-новата генерација, иако е малце постар. Се навлеков на Static Selecta, го слушам од поодамна, али последнава година ми е постојано во ротација. Зборевме за неговиот албум The Balancing Act, кога го извадија Kota the Friend и Static Selecta, кога најавија заедничкиот микстейп, однака бев превозбуден, одамна не сум бил возбуден за некој таков проект, бидејќи на вистина Static Selecta ми е еден од омилените продуценти последниве неколку месеци, а Kota the Friend, кој интересно го дознав преку поставивме прашање на Шрша страната кога почна карантин, као што се слуша за време на карантин, и неколку луѓе го пиша, а јас искрено немам слушнато претходно за него.
го симнав, го пуштив и баш ми одговараше таа неговата музика за во карантин. Има многу интересен стил, некој таков бекпек, чил, лоу-фај, хип-хоп, бумбап претежно. Малце е мелоу, не е за во секоја доба, но баш за по дома, вака за наврнежливо, за во карантин е супер. Инаку морам само уште едно да кажам, мислам дека почнав да слушам, се вратив на Бумба поише со албумот на Джей Хас. Го зборев неколку пати и пишував и текст за него. Big Conspiracy, јако не класичен бумбап, влече многу на ке бумбапот. Баш викендов си го размислав ова, кога почнав, кога ми се врати тој саунд, мислам дека бев презаситен од целата музика што ја пуштавме, целиот целата трап музика и дрил и што и да беше таму кога пред да почне карантинот и во јануари кога излезе Big Conspiracy на Джей Хас и беше многу свежо, многу добра комбинација на британски хип-хоп, бумбап малце, афробит малце и мислам дека тогаш на таму се навлеков, а карантинот само помогна. Исто така Пандамониум радио многу помогна да почнам да слушам Алфредо, цела Гризелда екипа, се тоа слушам ради вас, ради Гипс, разбира, нешто ми се допаѓа, нешто не ми се допаѓа, али конкретно Кота да Френд многу ми се допаѓа и Бени да Бучер исто така, како што кажа омилен мој артист од Гризелда. Може да зборам за Кота да Френд или сакаш ти нешто да кажеш? Мене ме знаеш што мислам исто Кара да Френд, Старик Селекта. Искрено за мене со работа која што не очекував во домен да добиеме албум проект од нив двајца. Но мило ми е што се случува Tequila Sunrise. Знам дека ти повеќе беше загреан и повеќе беше возбуден за овој албум, така да ќе те оставам ти да кажеш што поише. Дали го преслушај и кои се твоите реакции првични од самиот албум? Викендов го преслушав едно 5 пати, бидејќи има 10 траки, пола саат трае, едно шетање на куќа, 2 пати го преслушувам проектот или еднаш со неколку враќања. Инаку траките ми имаат многу quotables, не знам зашто, али многу се поистоветувам со работите кои ги збори Кота, посебно тука. И општо се поистоветувам, али тука некако сме on the same level. И оддавна немам слушано проект со кој толку можам да се поистоветам. Така да има 10 траки, 33 минути, има само едно гостување од пејач од Highly Supreme, кој е познат соработник на Static Selecta, еден пејач кој влече реге корени и пее вака на бумба битови и звучи супер. Инаку проектот е многу лесен за слушање, кој ви се допаѓа ваков стил, онака од првата последна песна си тече без проблем. Би сакал да слушнеме 2 траки кои ги спремив денеска од него, па ќе позборуваме малце повеќе откако ќе ги чуеме. Overall многу ми се допаѓа и можеби ми е најдобар проект до сега во 2021 година и многу сум позитивно изненаден и многу би сакал да дојде Static Selecta пак во Скопје кога ќе заврши ситуацијава, бидејќи сега сум многу во текст со неговата музика која вади периодов. Кота да Френд, албумот негов, CJ Fly и многу останати проекти на кои Static Selecta имаше вмешано прсти. Мислам дека многу зборевме, може да слушаме малце музика така. Идеме Кота да Френд, Static Selecta, траката Wolves, Пандамониум радио шоу број 20. Уживајте. When I get in my bag, but they can never know. Fires in the cold, flying to the goal, separate the diamonds from the cold. Кота да Френд, Static Selecta, ги слушнавме траките Wolves и The Cold. Ако ови се допадна, чујте го цел проект, многу е краток, 10 песни, 33 минути, вреди да се преслуша. Тајче? Феноменално, брат. Никад не разочарува. Текстовите се на место, тука е тематиката е на место, пак искрена музика, онака Static Selecta е многу познат по својата продукција. Искрено многу ме потсеќа на старите ствари од Joey Badass, од CJ Fly, од Pro Era деновите, 2012-2013 година, и тоа не го велам како критика, ако е критика, е позитивна критика, бидејќи ми се свиѓа тој вајб, тие мелодии, тој звук. Така што не можам да едноставно тоа е тоа. Двајца добри артисти се споиле и направиле нешто што може да се слуша и може да се навраќа повеќе пати. Многу интересно дека Викендов излегува 3, односно 4 проекти, колаборација на артист со продуцент. Неколку пати го зборевме ова, како и многу ствари што ги зборевме во овие 20 епизоди на Пандамониум радио, некако ги предвидевме или ги најавивме. Се почеста појава е тоа во светот на хип-хопот, посебно во Америка, и би сакале да видиме и што поише такви соработки од нашите артисти, нашите продуценти, нашите пријатели Курчу и Секси Марса веќе
најавија некои такви проекти и чекаме да ги слушнеме, така? Јоп, тоа е следното, мислам дека тоа и треба да убаво е таква, дури и да не се официјални дуа као исто како Бени да Бучер и Кери Фрод, Кота да Френд и Стерик Селект, едноставно некоја конекција природна, каде што не е изфорсирано туку една-две траки, па тоа прераснало во проект, туку не е однака стајано, сега денес влегуваме во студио и креираме проект. Едноставно ова претпоставувам дека така се има случано, да една-две песни сватиле дека имаат убава конекција, имаат убава врска и продолжиле да работат и така стигнали до цел проект, што е многу добар момент. Истото и со Секси Марса и Петар, истото е со Курчо и со Глуми, така што едва и чекам да ги слушнеме тие и да не должат и они многу нека ги вадат бидејќи ни фали нова македонска музика, брат. Точно и тука сме да ја промовираме и неко спремаме МК сцена за следниот пат, собираме траки. Оваа недела пуштате ни некои траки веќе имаме. Ако ви се појави нешто на радарот, пуштате ни да преслушаме и да ставиме за следната емисија. Тука завршивме сега со бумбап звукот. Не верувам дека ова ќе се случи, али преслушуваме музика од Джастин Бибер на Пандамониум радио. Дали го преслуша албумот на Джастин Бибер? Во петокот кога зборевме, многу ја пофали траката Peaches. Одлична трака, но дали го преслуша целиот албум? Кажи нешто повеќе за траката која ќе чуеме следна и за општо за албумот, па после јас да кажам. Не во целост, но има моменти кои што премногу ми се свиѓаат. А и ќе бидам искрен, не знам, нека ме хейтаат колку сакаат луѓе за ова. Ја не го мразам Джастин Бибер, ја немам ништо против него. Посебно не пост 2015 година, каде што веќе стварно онака неговата музика took a turn for the better и почна да креира стварно квалитетна музика, иако на моменти поп, иако на моменти онака препозната или прекомерцијална, секогаш на албум има неколку песни кои што онака се стварно квалитетни, каде што ги на еден начин флекса своите вокални способности, каде што тематиката е убава, каде што збори за интересни работи и е многу искрен. Исто и во поголем дел и тоа со овој албум, албумот се вика Justice, долги 16 песни, 45 минути и овде има многу интересни фичерс кои што искрено не ги очекував, низ цел албум. Не знам ти дали го преслуша, но овде на албумот го има Khalid, го има Chance the Rapper, го има Dominic Fike. Има луѓе кои што не верував дека би можеле да се најдат на песна со Джастин Бибер, онака знаејќи го каква звезда. Овде има Daniel Caesar и Giveon, двајца артисти кои што овде ги имаме пуштано. Овде е Beam, Burna Boy. Кажи ми како се осеќаш ти, бидејќи овде има артисти кои што ги имаме зборено, сите до еден ги имаме зборено на Пандамониум радио. Така да кажи ми ти, например, каква беше твојата реакција кога ја погледна оваа трак-листа? Тоа беше многу интересно. Не знаев дека вади проект. Ти во петокот збореше за траката Peaches со Giveon и со Daniel Caesar, двајца артисти за кои многу пати имаме зборено и пишувано на Пандамониум. И после тоа како поминуваше денот, како дојде викендот, онака ми се појави од милион места дека има соработка со Burna Boy, дека има соработка со Beam. Beam е еден артист за кој пишавме под радарот текст, еден одличен артист, многу уникатен, јамајкански корени, живее на Флорида, прави звук кој никој ни еден друг артист не го прави, баш он имаше постирано кај него, као фала многу на Джастин Бибер. Можеше и да не ме стави на песната, односно да не го остави мојот дел, но го остави овој голем мајлстон за него. Кој знае колку е голем бидејќи он е баш под радарот артист, иако многу квалитетен, го нема меинстрима пилот. Искрено со гостувањата ми се крена очекувањата и го преслушав вчера проектот, не се разочарав, добро, не можам да се разочарам, ама посебно првите 10 песни, па може да кажем и првите 11 до Peaches, ми беа премногу попиш, премногу чизи, премногу љубовни, премногу има дури многу референци за Господ, за верба, за такви работи, што не е баш музика која би сакал да слушам, посебно не во ваков саунд, да има таква тематика, некако не ми лежи. Тука баш зборам за траката Holy со Chance the Rapper и нешто неколку други места, но овој сегмент Peaches, Love You Different, Loved by You, каде што гостуваат Daniel Caesar, Giveon, па после тоа Beam, па после тоа Burna Boy, ми беше добар сегмент и за тоа и го избрав и тој за денеска да го преслушаме, инаку не би можел да го ретам албумот, иако гледам дека критики клейм, гледам дека има добри реакции и од медиуми и од луѓе кои го слушаат, така да верувам дека проектот е добар, им се допаѓа на тие кои го сакаат тако звук, едноставно не е за мене. Ова што одбравме да слушнеме денес
е најдоброто, тоа и е поврзано со Пандамониум радио шоу и со Пандамониум радио општо, бидејќи сите овие артисти ги имаме многу пати изборено тука. Ја, исто, знаеш како? Не е дека исто, не се разочарав, ама ја сваќам поентата дека не е ни втората половина, туку последните неколку траки онака ти се повеќе фаворит, но пак ќе кажам, не е дека не можеш да кажеш дека Джастин Бибер стварно го има секато тоа, вокалот е овде, продукцијата е овде, работи со најдобрите продуценти за поп музика, но тоа што спремивме денес е стварно онака изворедно. Музиката е, барем тие две песни што ги имам поставено онака, посебно Peaches и Love You Different се врв. Многу прогресивни, баш се up to date, баш се 2021 саунд, што многу ми се допаѓа. Не би можел да кажам дека таков е саундот низ целиот проект, али овие траки се многу модерни, многу добри гостувања. Идеме со 3 траки од Justin Bieber на Pandemonium Radio Show. Peaches, Love You Different, Loved By You. Ај баш пишете ни како ви се свиѓа, без предрасуди се разбира. Justin Bieber, Burna Boy. Се разви интересна дискусија у чат. Big up до Mixalar екипата. Со нас секој понеделник 20 понеделници. Трајче, што мислиш за ова? Дали Джастин Бибер дава пропс со овие гостувања или ги оставил така како да добие малце поише кредибилитет? Па и едното и другото. Мислам дека не може едното без другото, бидејќи пак на крајот на денот е некакви индустрија. Мислам дека сепак се работи за индустрија, сепак се работи за major label релиз и нормално е да го има тој малце cultural appropriation момент, да сака да навлезе во тоа што е ново во поп музиката. Но добар момент е што го има поставено Burna Boy. И мислам дека, знаеш како, мислам дека дури песните се напишани од артистите кои што се featured на самата песна. Исто мислам, верувам дека и тоа е случајот со Giveon, тоа е дел со Daniel Caesar. Тие се одлични текстописци и двајцата. Истиот случај со Bim, за него знам бидејќи нели го спомна и Instagram постот. Така што не е дека го мразам, но сваќам од каде доаѓаат и коментарите и критиките за истото, дека и cultural appropriation и дека на еден начин го вози тој бран на целиот тој звук сега што моментално е непопуларен. Што не е лошо и не е прв артист да го прави, сите поп артисти да го прават, и тоа што е во поп сцената и му дава и поише слобода да го прави тоа, кога би станувало збор за некој артист кој доаѓа од хип-хоп или R&B сцената или од реге сцената, се бара малце повеќе кредибилитет, почит, така некако да има малце потешко проаѓа тоа, али кој е поп артистот во прашање, мислам дека everything goes, бидејќи музиката е направена да биде како и да е на некомерцијалните радија, телевизии, за на Spotify, за на YouTube, али според мене е многу добро што ги остила артистите, бидејќи да ги немаш оставено, ние можеби немаше ни да го пуштиме сега, бидејќи ќе звучат раките добро, можеби немаше ни да ги преслушаме во старт. Така да мислам дека он добива сам кредибилитет кај одредени групи на фанови, да не речам стрит кред, али некаков кредибилитет. Брат, искрено, ако не беше Daniel Caesar и Giveon, можеби немаше ни да пуштам Peaches. А не е дека не ми се свиѓа. Значи ми се свиѓа и на Justin Bieber делот, но друго е кога ќе видам двајца underrated артисти на трака со еден од најголемите артисти во тие води и си велиш дека ова е одличен момент и за нив за да ја бусне кариерата, а и за Justin Bieber кој што соработува со такви артисти помали на еден начин, но исто и можеби и повеќе квалитетни од него во тоа што го прават. Се сложам со тебе. За тука завршивме со Justin Bieber. Викендов се ближиме до крајот на 20-то издание на Pandemonium Radio Show. Остана уште 2 мини сегменти. Ќе позборуваме малце за версус битката која се случи во саботата помеѓу Raekwon и Ghostface Killah од Wu-Tang Clan. Сме зборале повеќе пати за версус, тоа е еден проект кој го измислија Swizz Beatz и Timbaland. На IG Live се води битка помеѓу два артисти кои ги пуштаат песна по песна своите најголеми хитови, пробувајќи да направат како таков еден friendly battle. Беше многу добра дешавка за хип-хопот. Ја искрено не сум голем фан на Wu-Tang Clan, али морав да го гледам тоа, плюс не можев да заспием, така да супер ми дојде што го изгледав.
Се навратив на некои Wu-Tang песни кои ги имам подзабораено, бидејќи краток период од младост ги слушав. Исто така дознав една многу добра трака која ја пушти диџејот на Ghostface додека правеа пауза. Таа планирам да ја пуштам. Кажи ми ти прво дали го гледаше версусот, дали си фан на Wu-Tang, Ghostface, Raekwon, како се осеќаш општо? Знаеш како, пораснав на Wu-Tang Clan, на таквата музика. Ја, например, уште од почетоците кога почнав да слушам рап, моите инфлуенси беа онака old school хип-хоп и од таму почнав да слушам. Ја почнав по денешна музика на еден начин и тоа музика што е извадена во последнава година или како и да ја наречам онака во сегашноста, после влегов 2010-2011 година и од тогаш и ја и ти се знаеме уствари. Така и настана целата таа конекција. Но тоа не значи дека сум прекинал да ги слушам и сива овие. Факт е дека Wu-Tang Clan е една од најлегендарните екипи воопшто што постојат. Посебно Ghostface Killah, Raekwon е едни од главните ликови во Wu-Tang Clan. Според мене и едни од најпознатите покрај Method Man, мислам дека Ghostface Killah и Raekwon и се најпознати, бидејќи си имаат своји собствени соло кариери, посебно Ghostface Killah кој што многу повеќе некако експериментира и се шири од настрана од тој Wu-Tang круг, бидејќи има албум со MF Doom, има албум со Bad Bad Not Good, онака како стварно се диспрезираат и работат на многу различни работи. Но версус битката не ја гледав, искрено многу ретко пратам, но се навраќам на нив, читам за нив што и како било, кои рунди кои пуштале. И сватив дека многу голем дел од песните кои што тие ги пуштале и не ги знам, бидејќи тоа се нивни соло песни, а бидејќи имаат екстензивен материјал и двајцата. И најчесто се онака се песни каде што едниот или другиот имаат фичер а тоа е спротив версус правилата. Не знам дали им е дозволено да се пуштаат песни каде што тие двајцата имаат фичерс на нивни траки. Да, заедно ги настапува, имаше тоа беше добар момент дека постојано се фрлаш едниот во другата песна, тој да се појавија гости, тоа имаше многу интересни моменти кои онака баш според статусот кој што го кој што го имаат, шоуто беше на тоа ниво. Но во споредба онака дали е Raekwon или Ghostface, искрено немам мислење, но повеќе го имам слушано Supreme Clientele него ли Only Built for Cuban Links. Тие се двата нивни соло албуми, нивните најпознати дела и мислам дека Raekwon дури онака некако мислам дека во исти момент, ако не се лажам, мислам дека го имам читал, дека во исти момент го вади и со Ready to Die и со Reasonable Doubt и покрај тие такви два монументални хип-хоп албуми онака сепак успеа да остане помеѓу улиците, да го задржи вниманието на луѓето, што и што збори многу за тоа. Така што мојот пик би бил Ghostface Killah, но знам дека Raekwon не е воопшто за подценување, бидејќи тој има многу легендарни моменти и во соло кариерата и во Wu-Tang. Кажи ми кој е твоето мислење? Ти го имаш гледано Versus. Да, ја го гледав Versus. Гледај, двајцата си беа добри. Музиката на Wu-Tang не е толку пријатна за слушање ако не ги знаеш траките, ако не ги знаеш текстовите, дека сепак битовите се по дип, поише има фокус на вокалот, ако не ги знаеш текстовите, ја на повеќето од пола песните не ги знаев. Али за мене Raekwon како лик е некако подобар и исто така кога прочитав малку утре дента за него баш за Only Built for Cuban Links од 95-та година кој излага, јако излага со сите тие албуми во исто време, не само на улиците, него и критичарите го рангираат многу високо и тој се смета за еден од артистите кој не може никако да го надмине квалитетот и хајпот на својот прв деби албум. Нешто за што се збори за 50 Cent, например. Првиот албум е толку добар што се што вади покасно не е ни приближно близок до него. Only Built for Cuban Links има многу легендарни траки. Едната трака која ја пуштиме денеска се вика Ice Cream. Има забораено колку добра трака кога настапува на версусот, баш ми врати онака мемории кога сум ја слушал пред 15 на години кога бев многу млад. Исто така најавија версус дека ќе има нов батл помеѓу Method Man и Redman на 20 април, 4-20. Така да Marijuana Celebration. Бев многу среќен што го изгледа версусот и избрав две траки кои ги слушнеме денеска.
Првата трака е траката која слушнав, која пушти DJ-от, не е поврзана со Raekwon, Ghostface или Wu-Tang општо, продуцирана од Swizz Beatz, најверојатно DJ-от ја пушти како пропс за организаторот Swizz Beatz, на неа гостува Young Thug. Оваа трака од пред 2 години се вика 25 Soldiers. Не ја знаев, има многу интересен семпл на почеток, некој пеење, некој женски реге вокал, битот влага многу јако, а Young Thug е ненормално добар. Би дал еден шаут-аут до Older Titsutsi од Шршац, кој е најголемиот Wu-Tang фан што го знам, кој ми ја кажа оваа трака и со кој изборев за версусот и он беше многу задоволен од сето така како излегло. Така да шаут Цуци, админот на Шршац, најголемиот Wu-Tang клан во Скопје. Ќе слушнеме траката 25 Soldiers и после ќе слушнеме траката Ice Cream, Raekwon, Ghostface, една монументална класика. Тоа е мојата селекција од Versus битката, открив многу добра песна Swizz Beatz и Young Thug која не ја знаев, така да тоа ми беше уште по mind blowing. Може да слушнеме? Идеме. Идеме со овие две траки и се ближиме до крајот на ова издание на Pandemonium Radio Show. Guns blazing, hearts racing, with dawn blazing eyes. Guns blazing, hearts racing. Не знам за вас, али мене ова ми е неописливо, не можам да кажам колку ми се допаѓа и колку ми изненади дека Young Thug уствари на битов. Убаво пиша Трајче, ова е пик Swizz Beatz продукција, семплот или пеењето, гостувањето, не знам што е, ќе истражам малце повеќе, вчера ја дознав песнава, ќе истражам малце повеќе, песнава ми е лудило едноставно, немам друг збор. Се слагам, ја исто не знаев за ова. Не бев свесен, но Swizz Beatz знае да ги извади овие некои такви прелуди ствари, онака преедноставен бит, ама кој што функционира и кој што ќе го дае на правиот рапер, кој што ќе знае онака да го среди до крај и да извади многу квалитетна песна. Требаше да чуем и трагата Ice Cream, али морав да направам пауза малце да се наврземе на Young Thug и на мобитиве што се разврзаа во чет, бидејќи така сме на време, таман сме. Имаме уште малце време. Марса вика дека е многу среќен бидејќи живее во времето на Young Thug, дека ги слуша постојано старите ствари као Halftime, Hercules, Digits и вика леле колку сум среќен што сум жив. Се слагам брат, иако и јас би го избрал Future пред Young Thug, но дискографијата на Young Thug е и влијанието пред се е незаменливо и немерливо. Речеш како се осеќаш ти? Во врска со Young коментарот на Марса? Па да, за Young Thug општо. Искрено, знаеш како? Мене повеќе, ми се свиѓа Young Thug, но кога беше почетозите која беа Stoner, која беше тоа 2014-2015 година, и впрочем и кога се упозна со Марси, кога слушавме тоа, кога бевме длабоко со Migos и Gucci Mane онака, мислам дека не му толку обрнав пажња на Young Thug кој артист, бидејќи само стварно ги знаевме познатите ствари. Не фрлав многу пажња на микстейп, на сите микстейп што ги вадеше, иако вадеше премногу во тоа време. И повеќе бев свртен кон Future онака, и за мене искрено е исто Future пред Young Thug како и да е, но не го занемарувам неговиот work ethic, и знам дека е легенда во тоа што го прави. Мене ми се они двајца единствени кои баш кога прашуваат со кој би требало да има versus Future или Young Thug, они ми се единствени двајца кои би можеле да се парираат еден на друг поради тоа што имаат огромен број на хитови, огромно влијание, во слично време се појавија, они се двајца лидери и предвестници на се ова што се случува после 2015 навака, и двајцата се многу уникатни во своите стилови и онака нема тоа што се збореше порано дека сите мамбл рапери се исти или ово, они се олицетворение на тоа кое треба да се објаснуваш на да му кажеш не се слушај едно, слушај друго, слушај колку уникатно, слушај колку е карактеристично за тој одреден артист и не може никој друг и да проба, не може да го ископира никако, може само да биде да проба да го направи тоа. Така да мене они двајца ми се во различен лейн, али на иста висина според влијание, според greatness, според дискографија, според се. Тоа е тоа и мислам дека сите ќе се сложат со тебе за тоа. Добро, тоа беше кратката пауза да збориме за Young Thug, иначе big up до Марса. Ја и Марса израснавме, иако малце слушавме Wu-Tang двајцата, израснавме поише на поразличен звук како Swisha House, Dipset ги спомнавме прошли пат,
Така да ние уште тогаш влечевме корени некај влечевме повеќе некај тој по јак звук, помоќен, помодерен и мислам дека токму затоа се навлековме толку лесно на трапот. Идеме со Ice Cream траката од Only Built for Cuban Links и се враќаме после да збориме малце за The Weeknd, 10 годишнината на House of Balloons и да се одјавиме. Идеме со малце бумбап, малце класика на Пандамониум радио. One love to caramel sundae with the cherries on top. Yeah, and big up to my friends Vanellas. Вака звучала љубовна хип-хоп трака у 95-та. Ice Cream, Raekwon, Ghostface, Method Man, Wu-Tang. Од албумот Only Built for Cuban Links. Тука стигаме полека до крајот на 20-то издание на Пандамониум радио шоу. Мислам дека имавме одлична емисија со многу добра селекција и многу интересни кратки, но интересни муавети. Но за крај го оставивме The Weeknd да се одјавиме со едно легендарно парче музика, односно дел од него. Weekndов House of Balloons, првиот микстейп на The Weeknd со кој почна да си го заработува својот легендарен статус во музичката индустрија и општо во светот, излезе пред 10 години. Не бевме aware на ова годишнина, па затоа не спремивме текст, бар не сега за сега. Планирам да напишам еден текст и ако ќе бидам искрен, проектот пред него слушавме веднаш кога излезе, бидејќи кога излезе никој не го знаеше до Weeknd, али несомнено е и неоспорливо е влијанието на првиот од целата трилогија микстейпс на The Weeknd кој го поставија новиот звук на сцената и го направија Weeknd тоа што е. Рече као се сеќаш за овој проект 10 години подоцна. Кој што кажа, го немам слушнато, не го слушав во 2011 уште кога искочи, бидејќи не самиот The Weeknd кој артист не бил воопшто познат 2011 и му требаше неколку микстейпс за да стигне до кај што е. И со триологијата се случи тоа. Но вака навраќајќи се на него и гледајќи трактистата и песните кои што се наоѓаат на овој проект, сваќам колку бил влијателен за тоа време. Песните кои што се најдоа на овој проект, што се направија за R&B музиката. Конкретно Frank Ocean заедно со The Weeknd во ист период ги вадат своите деби проекти. Frank Ocean го вади Nostalgia Ultra и The Weeknd го вади неговиот House of Balloons, неговиот проект. Така што многу битни проекти за во 2011 и мислам дека се уште важат онака за едни од најдобрите R&B проекти кои што били извадени во претходната декада. Мислам дека како поминува време, уште повеќе ќе си го циментираат местото и својот статус, бидејќи тоа се такви таймлес проекти кои со текот на времето стануваат само подобри и подобри и нивното значење станува се поголемо со оглед на тоа што се случува после нив на сцената. Така да ова не е значаен проект само за кариерата на The Weeknd, него значаен за целата декада на музика која излагаше после ова. Нешто што го збориме и за Kanye, нешто што го збориме и за Drake. Тука се овие три проекти на The Weeknd. Никој не го слушаше тоаш во 2011, можеби во Канада и некаде во Америка. Кај нас The Weeknd бар вака луѓето што ги познам и што ги знам некаде околу 2012 веќе првите луѓе кои го слушаат The Weeknd се појавија и дефинитивно после тоа се е историја. Ќе гледам да напишам еден текст, иако не сум баш во некој муд за преслушување на ваква музика сега, но мислам дека вреди да се одбележи бидејќи е многу значаен проект House of Balloons. Спремивме три траки за да се одјавиме од овој проект. Првата е The Morning, која мене ми е милена после 10 години, The Knowing и како последна ќе слушнеме High for This, за сите што ќе остане до крај, за мал throwback. Јас би сакал да ви се заблагодарам на вниманието и на дружбата овие 20 недели вечерва. Сите благодарности до сите гости кои ни беа до сега гости. Ние продолжуваме понатаму, секој понеделник сме на Mixlr, отворивме YouTube канал. Орете и направете subscribe, следете на Instagram, таму сме секој ден на стори. Фала ви уште на што не слушате вечерва и последниве 20 понеделници. Фала ви што ни пишувате у чет.
Фала ви што ни прекате добра музика, да преслушуваме, што ни ставате траки во Pandemonium Community плейлистата и така натаму. Јас се одјавувам тука, Трајче. Исто, благодарам уште еднаш што останавте со нас до крај. 20-та епизода поред, се надеваме на 200-та, кој што кажа Сексон Марсан. Поздрав до сите вас, се гледаме следен понеделник, се надевам дека ќе бидеме во студио следен понеделник, ќе можеме да имаме поголема динамика, поубаво да збориме и да направиме можеби некој спешал или да спремаме некој спешал кој што можеме да го обработиме во некоја следна емисија. Уште еднаш, фала ви многу, 20 недели поред, мене се уште не ми се верува. Се надеваме на 56, па ќе гледаме за понатака. Тоа е тоа, сега ќе идеме со The Weeknd. Станете со нас до крај, ова е одличен throwback, 3 траки, после доколку сагате послушате го целиот проект. И тоа е од нас, се слушаме следен понеделник. Поздрав!